Хей. Pandemonium Radio Show, број 27, Introduction to Afrobeats. Добро вечер и добре дојдовте, повторно сме во понеделник, директно во живо од Pandemonium Headquarters. Јас, Iris Scratch и мојот човек Трајче, a.k.a. Activity. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво, Pandemonium Radio екипо. Се надевам дека сте окей. Дарко, ти благодарам што претходната недела без моје присуство you hold it down. Не ги остави луѓето онака без музика една недела и многу ми е мило за тоа. Се вративме во студио, денес сме онака on a good note, positive vibes, ке збориме за еден многу интересен правец кој што многу време онака е во позадински некако, но влијае на генералната сцена низ светот. Кажи ми што слушнавме и што ќе слушаме и како ќе идеме денес. Вака, денес ќе направиме спешал, Afrobeat спешал. Решивме да не го крстиме така едноставно Afrobeat спешал, па за тоа крстивме Introduction to Afrobeats, Afrobeats 101, Afrobeats Basics, како сакате. Знаете дека јас сум закачен на овој правец веќе 4-5 години, Трајче исто неколку години заедно со мене, но знаеме дека многу од нашите слушатели доаѓаат од таа хип-хоп или трап позадина. Па затоа ова издание ги го направиме малце така поедноставно, ќе зборуваме само за основните работи, малце историја, како овој правец се појавува, станува тоа што е во моментов, која е насоката во која што оди и кои се најзначени артисти да се серат од таму. Кога ќе поминеме ова прв час, може и понатаму летово или следната година, не знам, ќе направиме втор час, малце по-адванст, али за денеска спремивме на такво basic издание каде што едноставно ќе го представиме овој правец за луѓето кои не го знаат, бидејќи ние имаме пуштано често музика, пуштаме скоро секоја емисија бара по една-две песни, но тоа се онака one-offs. Ова е малце со по-конципирано, поубаво смислено да ја представиме правецот како што заслужува, па со надеж дека некои луѓе што не се фанови ќе станат и ќе се закачат, бидејќи сега е правото време да се почне во мај да се слуша, бидејќи музиката одговара многу добро лето. Апсолутно, мислам дека и самите температури го покажуваат тоа, така што колку е потопло, толку и по некако весела е музика и подобро влијае на самиот слушател. Така што токму ради тоа и решив денеска да го направиме дека не знам, ја после продолжениот викенд се осеќам конечно добро и конечно се осеќам онака кога доаѓа лето и кога доаѓаат поубави денови, подобри времиња. И ова е еден чекор онака кај што едноставно еланот и енергијата ме тераше да направиме нешто вакво. Апсолутно. И мислам дека самата музика и енергијата која што таа ја има, тотално одговара со моменталната ситуација. Big up до цела Mixlr екипа, моментов не слушаат 13 луѓе. Има четворица што немаат направено акаунт, нека направат акаунт, нека дојдат. Учетот е целата забава, тука е Pandemonium community, тука сме ние цело време. Да се вратиме на музиката, да почнеме со емисијата. Ова беше добро интро. За старт, сакам да пуштиме на музика малце постара, да речеме музика која беше предвесник на некој начин на враќањето на афробитот, на доаѓањето на глобалната сцена, бидејќи гледај, како музика, африканската музика постои од секогаш, сигурно и таму потекнува музиката 100%. И во 70-тите има големи глобални артисти како Фела Кути, многу други, значи тоа се посебни жанрови, посебни легенди на светската музичка сцена. Ние ќе збориме поише за оваа музика што се појавува таму некаде 2015, 16, 17 со артистите како Wizkid, како Burna Boy, како Davido, значи претежно од Нигерија, но и неколку други држави таму. Афробит се многу широк поим, иначе се употребува како umbrella term за сите жанрови кои потекнуваат од Африка, а ги има безброј, но ние ќе се задржиме на овој модерен звук од последниве неколку години, овој звук што допрва стапнува на глобалната сцена и има голем импакт и се поголема популарност, така да кога ќе збориме да речеме за историја, почнуваме таму од 2013, 14, 15 и ќе почнеме со еден артист кој според мене, бар за мене, ако добро се сеќавам, беше можеби првиот африкански артист кој ми влезе на радарот. Тоа е Fuse ODG, една трака која се вика Million Pound Girl. Можеби некој се сеќава на неа, беше таков глобален хит прво во UK, па стигна и кај нас преку радио, преку MTV, мислам дека ја врта и на антена. Ќе ја слушаме, ќе се потсетиме, тоа е некоја интродукција така, да речеме од модерниот звук, што потсеќа на ова што го слушаме ние сега,
што беше нешто прво ја што слушнав, а мислам дека и тоа беше прв таков breakthrough хит кој доаѓа од Африка за Европа бар во претходната декада. Може да почнеме да слушаме? Идеме, одлична интродукција. Мислам дека не останува ништо освен тоа да ја пуштиме песната и да се препуштиме на звуците. Ќе ја пуштиме таа песна, ќе пуштиме уште две после кои можеби ќе бидат познати и после влагаме малце подлабоко да го разработиме самиот правец. Се сумари скреч, тоа до мене беше Activity. Ова е Pandemonium Radio Show број 27, Introduction to Afrobeats. Почнуваме со Fuse ODG, Million Pound Girl. A million pound girl, you a boss all of the way that you doing your thing, you doing your thing. Значи многу ни фали летно епи, летно Хавана посебно со песнава и се надевам дека летово ќе има такво нешто, бар со протоколи, бар некако, ама се надевам дека и тоа ќе биде за брзо, дека ќе се вратиме во кафичите и нокните клубови, конечно ќе може да слушаме оваа музика која е претежно за играње како што треба. Иако и на радио вака не е лошо да се чуе од време на време. Апсолутно, мислам дека посебно кога збориме за One Dance, мислам дека многу луѓе и покрај сите критики што ги доби, мислам дека многу луѓе онака ја потценуваат песната, бидејќи знам дека беше мега хит, знам дека беше огромен радио хит, дури у еден момент ако не беше и најстримувана песна во светот и воопшто на сите стриминг сервиси. Мислам дека беше една песна која прва сруши некои такви рекорди за најмногу стримови, најглобален хит стана баш во истото време кога се развиваа стриминг сервисите. Така. И муабетот ми е дека мене конкретно кога збориме веќе за афробитско правец, мене ова искрено ми беше целата интродукција. Мислам и не зборам само за мене, мислам дека тоа голем број од луѓето прв пат се соочија со ваква музика, со ваков тип на музика, со ваква продукција. Мислам дека се соочија прв пат со оваа песна. И затоа покрај сите тие критики што ги добива Дрейк дека краде стилови, дека на еден начин ги користи, ја мислам дека само имаат бенефит од нив, бидејќи ова беше стартната точка за афробит музиката да пропелира и да стане на глобално ниво, на еден од најпрепознатливите звуци. Се слагам целосно со тебе, ја и ти сме двајцата големи фанови на Дрейк, али објективно мислам дека Дрейк помага многу повеќе отколку тој што добива. Да, тој добива, но треба да имаш и храброст да го правиш ова кога целиот свет беше заглавен на трап, он излезе надвор од трапот, почна да прави афробит, почна да прави латин мюзик, почна да прави да соработува со артисти од UK, од Лондон. Беше еден од првите што го направи тоа од Северна Америка. Дрейк не доаѓа од Америка, доаѓа од Канада и тоа му дава уште поголем кредибилитет, бидејќи знаеме дека Торонто има големо јамајканско комјунити, големо африканско комјунити, така да можеби е фейк, но доста изгледа и природно, бидејќи знаеме дека Дрейк беше еден од првите кој му даде коусајни на Попкан и постојано вметнува елементи од јамајканската култура, така да за мене тоа е плюс кај Дрейк и мислам дека цели правци добиваат recognition ради него. Апсолутно. Ја дури знаеш како, кој што кажа, не ни звучи толку изфорсирано бидејќи едноставно човекот е опкружен со такви луѓе и Торонто е таков melting pot што културите таму се слеуваат во едно и мислам дека од таму и доаѓа. Дури и кога ќе користи патуа, не ми е толку многу чудно бидејќи стварно луѓе користат патуа во Торонто, така што мислам дека сите тие се онака неосновани, се основани, но за мене не се основани и една од причините, таа е една од причините зашто Views ми онака еден од најдобрите Дрейк албуми. Да се вратиме на афробитот, на оваа песна гостува Wizkid. Wizkid е човекот кој според мене и до ден денес е најголем амбасадор на афробит музиката и за многу е број еден артист, а и еден од најквалитетните. Последниот албум Made in Lagos го зборевме неколку пати тука, се уште е број еден албум на афросцената, јако излезе есенва. Но за мене лично еве, ако за тебе интродукција беше One Dance и за мене беше One Dance и другите траки кои ги слушнавме, неколку траки на Major Lazer кои се познати по исто така давање пропс или зимање стилови како сакате. За мене ја официјално сметам дека слушам оваа музика летото 2017. Big up до DJ Nesty кој знам дека се пушти сега тука. Летото со него во Охрид го слушавме, го тепавме од слушање албумот на Wizkid Sounds from the Other Side, кој излезе баш тој период некаде јуни, ако не се лажам, ја го имав симнато, го ставив на USB и 2-3 недели само тоа слушавме. Тоа беше албумот кој за мене онака со него почнав да слушам афро музика и официјално тој еден албум
на кој има многу добри песни, има многу добри гостувања, ги има Major Lazer, траката Come Closer со Drake, која ќе ја чуеме следна, која има најмногу плејс од сите, од целиот албум на Spotify. Му гостува Крис Браун, му гостува T.Y. Dolla $ign, има неколку бенгери како Nobody, како Daddy Yo, која е можеби повеќе на некој регетон ритам, али има гостување од T.Y. Dolla $ign, од Trey Songz, така да еден многу значаен албум за Wizkid, значаен албум за афро како правец, бидејќи доби глобален recognition некако, овие гостувања го ставија Wizkid, му дадоа голема платформа и мислам дека целиот тој правец после тоа само, како што кажа, ти пропелираше после тоа. Ја морам само да се навратам на еден момент, и уште пред One Dance, и мислам дека таа песна ја немаме стајано бидејќи не постои официјално на стриминг сервиси. Знам дека ја знаеш, знам дека ја слушавме премногу, онака и имам мемории од места и времење која си ја пуштал таа песна и која сме ја слушале. Тоа е од Джулу Егба, песната од Wizkid, една од првите која што ја воопшто ја слушнав, и тоа е бидејќи пак на песната мислам дека од 2014, но се појави еден многу добар ремикс на истата песна од Skepta и Drake заедно со Wizkid, и за мене тоа беше мега хит исто, онака како low-key бенгер, кој што не многу луѓе го знаеа, но тие што го знаеа што значи таа песна, и тоа мислам дека беше ептено онака првата работа уште пред One Dance за ваквиот стил на музика уопште да влезе во моите уши. Ке збориме малце покасно, Skepta има потекло од Нигерија и до ден денес е онака еден од главните фичер артисти на најголемите хитови на афромузиката. Амбасадор е во UK за таа сцена. Апсолутно, ја мислам дека не постои поголем артист од негов калибар, кај што тој главно вирее во друг жанр, но има heavy influence во афробитс музиката. Тоа е тоа. 2017 година Wizkid, Sounds from the Other Side, афробит како музика, овој новиот афробит, афропоп, има различни имиња. Почнува да станува популарен. Wizkid, ќе слушнеме траката Come Closer со Drake, на по-смут трака, и после ќе слушнеме еден доста побрз и поинтересен бенгер, еден од моите омилени афро траки последниве години. Тоа е траката Pana од Tekno. Па после тоа ќе се вратиме да збориме малце, да излеземе од Африка и да се преселиме на UK, Лондон, да видиме таму африканското комјунити како го изгради овој правец на свој начин. Идеме со Wizkid, Drake, Come Closer, ова е Introduction to Afrobeats на Pandemonium Radio. Го слушаме Tekno, ова е траката Pana, една од првите траки која, да речеме, сам ги истражив и ми се појави од како почнав да слушам Wizkid, Burna Boy, Tekno е еден артист кој работи, да речеме, во целата декада, не е толку популарен во моментов, и е поише, да речеме, како OG, ако не се лажам, Pana му е последен голем хит. Некаде тој период 2015, 2016, 2017, не сум сигурен, не ме фаќајте за збор. Тука негде стигнавме, значи зборевме за Wizkid, зборевме за како до нас од Македонија, од Европа, преку глобални хитови стигна афрото како правец, односно повеќе добивме малце шмек од прилика што е, а потоа истраживме повеќе и навлеговме повеќе од 2017 навака. Тоа беше Wizkid. Wizkid е како што кажав, еден од најголемите амбасадори на афробит музиката. За мене втор најголем амбасадор и можеби прв омилен артист е Burna Boy. Го имаме зборено многу, брат ми е голем фан, знам дека и ти си фан на многу песни од него. Посебно последни, тоест првите два албуми ми беа онака ептен, многу добри. African Giant го зборевме, не ми е во тој домен бидејќи пробува да биде нешто друго, но го знаеме, тоест African Giant е тој албум кој што ми се свиѓа. Да. Twice a Stole беше албумот кој што е новиот албум кој што пробуваше нешто сосема друго, но моментот кога се појави Burna Boy онака ме презема со две траки, брат. И уште и тоа беа two Georgia Smith features, и од тој момент онака како непрекинато е. Ведран ми пушти неколку песни и од тогаш сум хукт на неговата музика. Затоа ја префрлив топката ке Burna Boy, бидејќи Burna Boy Wizkid е стациониран цело време во Нигерија и соработува таму интернационално со други артисти. Burna Boy, како и некои други артисти, како например Mr. Easy, е постојано на релација Лагос Лондон,
и тоа отвара многу големи врати за афрото како правец, бидејќи едно е да се слуша во Нигерија и можеби цела Африка, друго е кога ќе стигне во Лондон, во мелтинг потот на многу различни правци, на многу различни култури и можеби културен центар на Европа и на светот. Така да Burna Boy, не дека он сам го носи звукот, но да речеме он го репрезентира звукот таму 2017-2018 во Лондон и многу значаен проект од него е, еден од првите значени е насловен Outside, да речеме тоа се рачуна како микстейп, има 12 песни и на него се наоѓа траката Е. Е е првиот ај сега ќе речеме One Dance беше мега хит и Come Closer беше мега хит, али Е некако за мене лично онака еден хит кој има големо значење бидејќи го запознав Burna Boy преку него и уште повеќе се навлеков на правецот бидејќи е многу интересна. Не може да се долови баш, така ќе ја чуеме сега следна, но значајно за овој проект е тоа што има гостување од двајца популарни UK артисти, Jay Huss, кој ќе го спомнеме малце покасно и ќе пуштиме една песна од него, Лили Ален, верувам дека добра знаат од поп водите, и исто овој период пред и после ова ги има двете соработки со Джорджа Смит, што дава уште повеќе на длабочина и на како да кажам, на цврстина на самиот правец, бидејќи двете песни со Джорджа Смит се големи хитови во Англија, но и поширок. Мислам дека само доби, знаеш како, тој го имаше веќе ја имаше својата уметност, некако само со тие две песни конкретно и искрено ја не бев запознат со овој микстейп. Можеби имам слушнато не ми текнува сега моментално и јас ќе се потсетам, но знам дека со тие две песни конкретно и онака се афирмираше во Британија на еден начин и каде што стана она вистинска сила, каде што луѓе го сватија сериозно тој правец, го сватија моментумот кој што може да го направи таква музика. И мислам дека од таму тргна се онака in an upwards motion каде што Burna Boy почна и проложи да се развива во артистот кој што е денес. Зарад добија денеска Греми, што само уште еден печат на тоа каде стигна, од каде е, иако ние Греми не ги возвишуваме толку, но е големо признание за еден таков артист. Ќе слушнеме оваа трака Е, која е една многу важна трака, се сеќавам кога гледав видеа. Јако оваа трака мислам дека стана покасно хит, можеби ако излезе 2018, тек 2019 стана хит. Се сеќавам кога гледав видеа од Fresh Island фестивалот во Хрватска, диџеите кога ја пушта имаше најдобра атмосфера, не можете да замислите какво пеење, какво играње, какво викање. Исто тој период се појави траката Energy, Stay Far Away од Skepta и од Wizkid. За многу како нас што доаѓаат од повеќе од хип-хоп страната, можеби овој најдобрата афро песна и најдобрата афро соработка онака. Според мене е брат. Не дека сум biased, го сагам премногу Skepta кој артист, но мислам дека тој што го носи на песната и тоа што го носи Wizkid паралелно со спотот кој што е на самата песна, мислам дека untouchable во било кој домен и во било која година од Afrobeats музиката, барем според мене. Тоа не може, кој што кажа, не можам да опишам што ја прави песната толку посебна. Многу е едноставна, Skepta е надвор од својот елемент. Буквално во тоа време уште го немаше извадено и Ignorance is Bliss албумот, уште немаше толку експериментирано со звуци. Се што имавме слушнато од Skepta беше Konnichiwa, каде што беше прехард и никој не го очекуваше моментот каде што, иако и претходно има, кој што реков на ремиксот со Drake, никој не го очекуваше во таков момент да се појави веќе откако си има афирмирано со Konnichiwa кој што го чекавме буквално 10 години да излезе. Така што оваа песна некако ептено си зазема место и се зациментира во целата култура и мислам дека стварно се осеќам дека тешко ќе биде да се турне таа песна од она. Најдобрите и најомилените Afrobeats песни за мене. Значи, приметете ја разликата во звукот, например, во споредба со траката Пана од Техно која слушнавме, можеби вие две песни кои ќе чуеме следни се поблиски со Come Closer, уште е големо влијанието на хип-хопот, ритм секцијата, басот, киковите, се повеќе хип-хопиш, да речеме, доаѓаат, звучат така. За покасно кога ќе слушаме, кога ќе влеземе за половина час некаде, кога дојдеме во 2020 година, преку алте музиката, колку е различен звукот кој се прави на Afrobeat сцената или овој новиот подправец на Afrobeat. Ајде идеме со траката Е од Burna Boy, потоа идеме со траката Energy од Skepta и Wizkid. Тоа е тоа. Afrobeats Special Introduction to Afrobeats.
Ова е Skepta и Wizkid, траката Energy, Stay Far Away, многу смут, многу добар вајб. Како што кажавме претходно, непобедлива трака едноставно. Многу ќе биде тешко за некој да го надмине ова во мои очи барем. Да може да го долови овој вајб, така? Апсолутно. Значи тоа е тој звук што го збориме с некаде годината 2018, оваа емисија Introduction to Afrobeats. Значи ќе збориме за претходниве 4-5 години, овој новиот афро-поп, афро-фьюжн звук или како сакате, кој има уште еден подправец, кој се вика афро-свинг. Афро-свинг се нарекува музиката која се прави во UK, која да речеме повеќе влечена кај R&B отколку афро, односно е да речеме 50-50 сооднос R&B слеш хип-хоп со афробитс. А афрофьюжн е тој што влече поише на кај афро, на кај модерн, да речеме модерно афро како Wizkid и Burna Boy. Мада се тоа се испреплетува многу, така да таа подолба и не е толку јасна секој. Да. Мислам дека границите се многу онака бледи, не се ни гледаат, но на пример кога ќе ми кажеш нешто што влече поише кон UK и поише кон R&B, прво нешто што ми доаѓа на ум е western, into онака. Така. Мислам дека тоа е добар пример за таков правец каде што интерполира многу хип-хоп, R&B повеќе него ли тоа што треба на еден начин и со тоа и креира малце еден поинаков и нов звук, посвеж, бидејќи и тогаш кога искочи самата песна, памтам дека беше огромен хит. Да, па тоа е интересно дека паралелно Африка, Нигерија си Нигерија, сите други држави, Гана кои имаат сцена, го прават тоа што го прават под големо влијание на денскол музиката, на хип-хоп музиката, на реге музиката, онака се осеќа влијанието, се осеќа термините кои ги користат, па дури најновата трака на Burna Boy има огромно денскол влијание, посебно од Vybz Kartel. Има многу други артисти кои се инспирирани од Јамајка директно, бидејќи таа музиката која можеби не е сродна со афробитот, јако теоретски можеби не е сродна, но таа е најслична на некој начин и токму поради тоа и мене толку лесно ми закачи, бидејќи ја уште многу млад слушам реги, денскол и пуштам. Денскол сум голем фан, денскол музиката малце замре овие години, но афрото дел прав момент и многу добро ме освежи. Јас осеќам дека имам некако full circle, онака ми се случи од 2010 до 2020. Слушав се и пак се вратив на да речеме тој денскол слеш афробит звук. Интересно е дека во Англија се паралелно се случуваат други работи. Мене овој англискиот звук ми беше тој период 2017-2018 ми беше поинтересен, бидејќи беше поблизок до мене, повеќе го осеќав, уште не бев доволно навлезен на африканската сцена и токму затоа тој афро свинг звук ми беше попривлечен за мене. Еден од главните артисти кои ме навлекоа на тоа, на него е J Hus, и после J Hus, Young Bane и Kojo Funds, па токму затоа ги одбрав овие две песни кои ги слушнеме следни, Did You See и Fine Wine, кои ги слушнав летото заедно неколку месеци откако го преслушав Wizkid. Онака од две страни ми дојде музиката многу слична на себе и бев сигурен дека ова е следната работа што ми се свија од музика, бидејќи знаеме дека тоаш и трапот почна малце да се загушува и ми требаше онака некоја друга инспирација од друга страна, ми дојдат две страни паралелно и реков ова е тоа. Тоа е тоа. Мислам дека и на пример на кој начин ја консумираш оваа музика, бидејќи толку е многу голема целата сцена, има толку многу артисти кои што немаат некое преголемо влијание, внимание на нив, но се предобри и преквалитетни. Дали на пример причината беше и Spotify и дека во тоа време повеќе сакаше да осознаеш музика? Spotify беше многу важен за ова и сите плейлисти курирани од страна на Spotify, тие официјалните плейлисти кои ги зборевме, бидејќи тие си беа ги има овие артисти постојано во ротација и лесно можеше, не беа толку многу артисти тогаш и се знаеш од прилика кој што прави. Иако голем дел од артистите до ден денес немаат албум, него имаат само неколку хит синглови и можеби веќе се заборавени. J Hus не е еден од нив, но има голем дел од артистите кои тоа време беа популарни, им се случува тоа. Исто така за мене многу значаен момент беше еден микстейп кој го извади мојот човек DJ Fund 100 од Швајцарија, кој неколку пати не има слушано тука и пуштивме на негов микстейп пред неколку месеци. Он имаше микстейп кој ја осликуваше сцената во Англија, хостиран од Shorty Blitz, уште еден диџеј кој има дојдено во Македонија повеќе пати од страна на Шршац, донесен. Тој микстейп беше цел со UK Afro Swing звук
и тој го слушав додека трчав, најчесто пробував да вметнам некои песни во сетовите, но пак се сведуваше тоа на One Dance, на Controla од Drake. Имаше неколку други песни кои влагаа, но не беше ништо спектакуларно. Не успеав баш да го протнам тогаш. Не, овој мислам стил. дека и тоа нормално е, мислам дека не е пак и за подценување таков звук на кој што и луѓе не се толку многу навикнати, така што не гледам лошо во тоа и сега веќе се повеќе и повеќе луѓето и сами го накако истражуваат, бидејќи мислам дека сите се спремни на некој вид на промена, сакаат нешто позабавно, по позитивно и мислам дека токму оваа музика го пружи тоа. Дефинитивно. Ајде да ги слушаме овие две траки. Значи слушаме UK Sound од 2018 година, Afro Swing така наречен, големо влијание на хип-хоп, на R&B и мали елементи на афробит, посебно во ритам секцијата. Афро ритам секција, значи не е хип-хоп, ќе го сетите добашате на друго место, ставајќи коите се на друго место. Уживајте и пишете ни како ви се свиѓа, дали го знаете ова. Ова е J House, траката Did You See. Ова се Young Bane и Kojo Funds, Fine Wine, 2017-2018 UK Sound, Afro Swing, може да сетите дека е доста поразличен од тоа што го делот музиката што ја слушавме претходно, поише влечи и некај R&B и некај dancehall и така малце доста значително е поразличен. Значи тоа е тоа, Африка си има, Нигерија си има на свој звук, Afrofusion, UK си има некој друг стил, Afro Swing, сите тие се испреплетуваат, артистите соработуваат меѓу себе, има и многу соработки со надворешни луѓе, претежно од хип-хоп сцената или да речеме R&B или поп пеачки од Британија, што е многу интересно бидејќи само на тој начин еден правец може да се прошири и да добие онака поголем recognition и мислам дека со сите тие работи успева Афрото да си го земе своето место на сцената. Со тоа што и види не е нешто што не е сродно со Британија, кој што рековме на пример конкретно, бидејќи имаат огромни онака диаспори низ цел свет, посебно Америка, Северна Америка и Британија. Мислам дека и нормално е музиката директно да биде на еден начин под влијание од тоа што се случува во мајчината земја, така што не ме чуди воопшто и сосема ми е нормално луѓе да се инспирираат од неа и да колаборираат со артисти од Нигерија претежно и од Гана и од целата западна Африка на еден начин, бидејќи тие се предводниците во овој звук. И мислам дека што знаеш како, бидејќи е толку и не е некоја комплексна музика која што бара некоја посебна не бара некое посебно внимание, едноставно овде се работи повеќе за вајб, овде се работи поише за енергија и мислам дека не е толку воопшто не е тешко да уживаш во неа. Тоа ми беше целта и затоа мене ми се свиѓа и мислам дека е музика за секој кој што секој може да ја слуша и да ја цени на еден начин. И да не му смета во правиот момент, ако е на забава, ако е на плажа, ако е во некоја таква средина одговара сигурно, иако можеби нема да разбереш што зборат, така. Да. Ја на пример тоа ми е проблем со поп музиката каде што можеш да ја слушнеш насекаде, но ми смета, но ова можеш да го слушнеш било каде, а да не ти смета. И мислам дека тоа е само еден голем плюс за тоа и мислам дека затоа и толку добива и мејнстрим апил, бидејќи стварно секој може да ја слушне, дури и на пример еве луѓе ко Курчо кој што не можеш да ги поистоветуваш со ваква музика, едноставно ужива некогаш да слушне ваква песна и као да биде окей со тоа. Да, направивме еден ресерч тука кога зборевме за One Dance. Сите песни околу One Dance кои беа број еден хитови, као да речеме Shape of You од Ed Sheeran или Lean On од Major Lazer, сите имаат некое такво влијание, можеби директно или индиректно во ритм секцијата, во енергијата, имаат некое африканско и јамајканско влијание како сакате. Едноставно музиката е таква, позитивна е, не може да сгрешиш. Апсолутно и нормално. Знаеш како интересно ми е, според мене искрено не треба да ги разграничуваме влијанијата на од карипската музика и од Африка, бидејќи стварно тоа станува збор за еден исти народ кој што само се наоѓаат на географска различно место и од таму ја влечат нивната инспирација и затоа звучи поразлично, но на крајот на денот мислам дека енергијата која што ја носи е иста, бидејќи стварно е позитивна, uplifting музика се креира и во Јамајка и во Нигерија.
Да, само што тоа е интересно. Јамајканските артисти влече инспирација од Африка, сега африканските влечат инспирација најмногу од Карибите. Тоа слушале кога биле млади и за тоа и тие правци се така да речеме некако сродни. Тоа е интересно и со афробитот дека постојано има соработки и со јамајканските артисти и со хип-хоп артистите, бидејќи едноставно таа музика си одговара многу добро и сцените и фановите се поклопуваат и се преклопуваат. Јас знам, кај нас тоа никогаш не било случај, но знам дека во Европа, посебно во Англија и во Америка, но во Англија е тоа најизразено, на хип-хоп забави секогаш има еден сегмент од 15, 20, 25 минути денскол или афробит музика, бидејќи таа музика едноставно одговара заедно со целава друга музика и публиката која ја слуша едната најчесто не би сметало да ја слуша и другата. Освен ако не збориме за овие најновиве, да речеме најдалечно нешто што можеби нема да се поклапа никако е овој најновиов трап, како најновиов оној трап што почне влечи некои рок инспирации како Lil Uzi или како новиот албум на Playboi Carti и нешто такво што е скрос онака аут, но хип-хоп кога ќе земеш како правец, афрото, денсколот, регето секогаш е тука како подправец или сроден правец на него. Така да си одговара едноставно и тоа е тоа. Тоа беше малце звукот на Британија, тој Afro Swing во 2018 година, 2017-2018. Се враќаме пак у Нигерија, 2018-2019 се враќа, мене бар почнам повеќе да го истражувам тој звук, наоѓам нови артисти кои многу ми се допаѓаат. Еден од нив е Runtown. Ја отворивме емисијата со Runtown, еден малце по underground, ако може да се каже по underground, пак има 500,000 monthly listeners на Spotify. Не е на нивото на Burna Boy, на Wizkid, на Davido, но е тука некаде со нив, многу поретко вади музика. Извади еден микстейп пред 2 недели, супер, има 12 песни, со него ја почнавме емисијата, но сега ќе се вратиме на трака од 2018 година, ако не се лажам, траката Energy, која беше моја интродукција за Runtown и ми е една од најдобрите афротраки до ден денес. Ќе слушнеме таа и после ќе влеземе малце во алтето и во тие некои малце по-алтернативни и разновидни правци кои се дел од Afrofusion или Afrobeat, Umbrella Termot или како сакате више. Се надам дека не свативте како ги делиме работите. Ќе слушнеме и малце алте, па ќе ги подобјасним уште повеќе. Идеме со Runtown Energy. Го слушаме Malik Berry. Ова е траката Far Away од неговото EP Isolation Room, кој излезе есента 2020 година, еден период кога многу афроартисти од сите подправци дропна албуми и EPs, една тема која разговаравме, ако не се лажам, на ретроспективата, третиот дел. Денеска водиме емисија насловена Introduction to Afrobeats, правиме вовед во модерниот Afrobeats звук и сите негови правци и подправци, најважни артисти и како и каде припаѓа тој правец во денешнава сцена. Стигнавме некаде таму од 2019-2020 година, веќе и не одиме хронолошки, туку влеговме малце подлабоко да го расчлениме, односно да ги објасниме сите подправци кои фигурираат таму. Ова што слушавме е така наречен алте правец, ако еден поджанр кој го имаме разговарано повеќе пати тука и имаме пишувано. Прва која пишуваше за тоа беше Марина, Big Up до Марина, која е една од најголемите афрофанови во Македонија и најдобар репрезент на културата, бидејќи многу патена во неа она пишуваше за артистот Санти, а ние го слушавме од Дунси, го слушавме сега Malik Berry, еден артист кој е малце постар, но се уште прави музика, јас искрено го открив во 2020 година. Алтето е еден поджанр на целата таа афромузика, на тој афрофюжен, нов модерен звук, кој е доста поалтернативен, како што само име кажува, и влече, прави соработки со различни други жанрови. Мислам дека знаеш како поише е конфузија помеѓу ги интерполира сите тие звуци на афричката музика и зима некои западни влијанија ко R&B музика и тоа повеќе влече од, би рекол, од Америка него ли од Британија и некако го интерполира на интересен начин, каде што успева некако да го прави почил, но во истиот момент и да го направи поенергетичен. Не знам зошто, но например Санти, кој што сега веќе се вика Круел Сантино, ми беше мене првата интродукција за таа музика
и дури имаше еден одличен настап на Boiler Room каде што ја крева енергијата на сосема друго ниво и прв пат кога го слушнав тоа, ја немав слушната оригиналната верзија од Rapid Fire и кога се навратив на истата песна, кога не ми беше јасно што се случува, бидејќи таму е во сосема друга форма самата песна. Rapid Fire сама по себе е многу опуштена, лабава, но тој на лайв настап ја прави да биде енергична, да има преголема енергија околу себе, сила и некако го понесува и целиот и целата публика која што е околу Санти во тој момент. И мене на пример тој период, почетокот на летото 2020, баш и ти и Алекс ме инспириравте онака да си проширам онака малце мојот спектар на звуци и креирав го продолжив тој серијалот на мои плейлисти и направив една плейлиста која што е dedicated на Naija Music на еден начин, каде што има поише звуци кои што влечат инспирација примерно од Африка, но не е и ексклузивно за само артисти од Африка и на многу затоа те прашав, бидејќи мене целата таа музика која што ја дознав преку Spotify, бидејќи еден ден се чувствував добро, си пуштив плей, ја го заборавив самиот Spotify, во позадина си вртеше и буквално секоја песна која што следуваше доколку ми се свија, ја префрла во самата плейлиста. Се погоди едно одлично радио врз основа на неколку песни кои што ги има впуштено и од таму продолжи све за на крај плейлистата онака да стигне до 90 и нешто песни, 6 hour runtime и денес кога ќе имам таква желба да пуштам тоа, само стискам shuffle play и се губам у самата плейлиста и не ја ни осеќам како врти. Мислам дека е таква музика, бидејќи не ти треба, кој што реков, не ти треба посебно внимание да ја слушаш, едноставно ја пушташ и можеш стварно да те однесе на некое поубаво место. Така што целата таа јалте сцена и афробит сцена влијае само позитивно на тебе и мислам дека тоа е онака причината за може човекот било каков карактер да ја слушне. И не знам, има многу интересни артисти на самата плейлиста, знам дека има некои што ги слушав од поодамна, знам некои со кои што ти не баш согласуваш, некои артисти кои Рэм Ридълс од Торонто, некои такви артисти од Дунси веќе го спомнавме, Cruel Santino, и не знам, го има Burna Boy, го има Skepta таму, дури на некои моменти го има и Рој Вудс, така што мислам дека секој може да креира таква плейлиста. Не е ништо посебно, но мислам дека секој може да ја креира и да си ја персонализира на свој начин. Не, за тоа сакам фола да те прашам тебе, бидејќи знам дека ти како човек знаејќи каква музика слушаш, алтето е правото кој тебе најмногу ти се допаѓа. И дури кога ќе земеш и Рој Вудс не е афробит, но каква музика и да прави, ако би требало да спадне некаде во твојата плейлиста, би спаднал во алте плейлиста. Иако тоа може би влече и од повеќе од R&B, од тој OVO sound со јамајкански влијанија, но тоа до некаде и алте стилот. Алте стилот основата е можеби афробит, но се друго има големо влијание од секаде. Најмногу R&B и затоа е многу чил и затоа е многу добра. И затоа мене најслушана плейлиста во 2020 година им беше на алте плейлиста од една девојка што има курирано од Нигерија, што не се ни знае, не познат човек е, има курирано толку добра плейлиста која до ден денес знам да си ја пуштам и да ми свири цел ден во позадина. Big Up до Каров кој вика дека твојата плейлиста е одлична за работа. Big Up до Каров, ќе постираме на стори после емисија плейлистата на Трајчи, ќе постираме некои други плейлисти кои се супер за истражување ако ви се допаѓа овој стил. Инаку морам да спомнам само од Дунси и Санти. Тие двајца во 2018 година имаат извадено песната која се вика Алте Круз, што е многу добар, бенгер. Што е многу као прво бенгер, ама као второ е многу добра кованица на име, бидејќи буквално опишува што ти прави алте музиката. Алте Круз, значи крузање, алте, кога ја би направил некојаш таков микс, би го искористил тој наслов, иако тој наслов искористен и на многу плейлисти, на многу други места, едноставно е перфектен да го опише вајбот кој оваа музика го носи. Се слагам, а и бидејќи веќе го спомна, доколку луѓе сакаат да слушнат, нека го слушнат и албумот каде што се наоѓа таа песна. Албумот се вика Rare, од Одунси 2018, феноменален албум каде што има многу онака нигериски имиња кои што се познати во таа сцена, но овде се малце во поекспериментална фаза каде што стварно има примеси од многу различни музики. Слично до тоа беше и со Show Them Camp, едно дуо кое го зборевме више тука.
Burna Boy кога е со Show Them Camp е најекспериментален и за мене најдобар, онака тој е едно да речеме од стариот Burna, old school Burna Boy, вистинскиот кој на такво нешто кај нивно гостување звучи најприродно и тоа е многу интересно со овој правец бидејќи стварно е многу добар репрезентативен примерок и тоа уште една работа која е многу битна за овој правец е тоа што кога јас почнав да слушам афробит како што можете да чуете до сега, музиката беше многу поенергична, многу побрза. Уште од кога почнавме од One Dance па навака се тоа што слушавме беше да речеме доста побрзо, иако на моменти беше и поспоро, но кога Wizkid преку микстейп од Starboy го зема, го употреби тој алте звук и пандемијата што удри, мислам дека влијаеше на генералниот звук на афромузиката да биде многу по-смут, многу по-чил и многу по-експериментален и инструментален во исто време со користење на тие дувачки инструменти, многу комплексни мелодии, но од друга страна пак се едноставни, но го смени звукот на целиот жанр, тој таа алтернативна сцена влијаеше заедно со другите фактори како пандемијата влијае целиот афрозвук да омекне на некој начин, да биде по-смут, по-лесен и поубав за слушање и по-квалитетен. Што албумот на пример Made in Lagos на Wizkid е прав показател за тоа. Одличен албум, но е многу по-смирен и многу, како да кажам, многу по-алтернативен на некој начин од Sounds from the Other Side од 2017 година. Да, за луѓе кои што не слушаат примерно ваква музика, можеби нема да ги препознаат тие разлики, но вака доколку го слушаш и ги слушаш и ги знаеш претходните работи на Wizkid, мислам дека можеш да го приметиш тоа. Дефинитивно. Ни дојде Бодан, big up до Бодан кој е у Pandemonium HQ и у прав момент дојде бидејќи сега ќе излеземе пак од Нигерија и одиме во Соединетите Американски држави, каде што после Англија се разбира, тоа е следниот пазар на кој оваа музика влага, што е многу интересно. Метро Бумин, најголемиот трап продуцент на претходната декада и до ден денес на својот албум на Not All Heroes Wear Capes има две афро-инфлуенс песни. Едната ќе ја слушнеме, се вика Borrowed Love, на која гостува Sway Lee и Wizkid, се разбира кој друг ако не. И ја заборавме да спомнеме Unforgettable, како еден мега хит глобален, кој спаѓа во рангот на One Dance, на Shape of You и на Lean On, онака глобален хит кој пак го има тој инфлуенс Sway Lee, French Montana. Апсолутно. Знаеш како? И тоа приметив дека French Montana колку толку и со Гватемала и со сите песни као има неколков и тој инфлуенс во целата таа сцена, што мене многу ми е интересно. Па да, ама и он доаѓа од Африка, јако е од Да. Мароко или од кај, ама он има и actually позадина и корења и грб да го направи тоа. Да. Мислам дека доаѓа од природно место, кој што кажа. Тој потекнува од овој West Bank на Африка, така што се му е оправдано. Значи ќе се преселиме малце во Америка да видиме како таму на таа сцена и на тој пазар се третира оваа музика и се, што би рекол, трајче се интерполира на малце по различен начин. Ќе слушнеме траката Borrowed Love, продуциран од Метро Бумин на неговиот албум, и ќе слушнеме траката од IDK December, една од траките која трајче, мислам дека оваа ти можеби меѓу најслушаните афро траки, иако можеби не ти спаѓа тебе во тој жанр. Знаеш како? Ова не знам како да го класифицирам со тоа што кога го пуштив Is He Real од IDK целиот албум и кога дојде само оваа песна, као на почетокот онака ти влегува и она несетно. Не ја осеќаш како се билда самата трака и во еден момент бидејќи никаде не е пишан, не е никаде кредитиран, доаѓа Burna Boy, во последен момент ја вади тракава и тогаш ти станува се јасно од каде е звукот и од каде е тој целиот инфлуенс и целото тоа влијание. И мислам дека ова е многу добар репрезент за и не толку големи артисти кои што се на пример Drake да интерполираат и да користат вакви звуци, да се инспирираат од ваква музика, со тоа што IDK се уште a star in the making, се уште не е најголемиот артист, но користи афробит онака за да направи и тоа на негов прв проект каде што има помеѓу продукција од Kanye, features од Pusha T, наоѓа место да вметне една ваква песна која што е сосема поинаква од целиот албум и ми е уствари една од омилените. Ќе слушаме, мене само мора да ти кажам, многу ме нервира интрото, али траката си е топ. И тоа што го нема пишано Burna Boy како фичер, а се појавува од нигде никаде, тоа е само еден огромен плюс за мене. Исто. Мислам дека, знаеш како? Тоа е дека си без никакви очекувања ја пушташ тракава и уствари ти има еден вау фактор, еден момент кај што те фаќа неспремно. И мислам дека и
тоа мене токму ми се деси и затоа уште толку поише ја поштувам траката. Дефинитивно идеме со Borrowed Love, Metro Boomin, Sway Lee и Wizkid и потоа IDK featuring Burna Boy, December. Уживајте и пишете ни како ви се свија. Ова е една трака која искрено ја дознав денеска. Ќе го оставам Трајче да каже, бидејќи ова е негова селекција и ова е многу добро представенија песна, кажи ни што слушнавме, брат. Многу ми е мило дека ти се допадна. Ова е нешто за кое што онака уште од самите почетоци ја имав стајано, уште на почетокот кога ја креирав самата плейлиста. Артистот се вика Ричи Кембел и е еден редок артист кој што уствари пред известно време ја дознав дека е од Португалија и кое што е многу блиску онака во споредба, нели, географски гледано, дека е многу блиску со Африка, посебно Западна Африка, од каде што потекнува афробит музиката. И ја сваќам поврзаноста и конекцијата, бидејќи го истражив Ричи Кембел, има уште неколку проекти. Ова е последниот кој што го извади пред некое време и интересно е дека тој користи R&B звуци, користи алте звуци, онака прави некоја фузија на каде што пее, каде што е користи и не користи на пример северноамерикански сленг, користи некој европски сленг, некако многу поблиску до нас звучи. Лабаво е, многу е топло. Не знам зошто, но ми се свиѓа бидејќи не е нешто што се гледа дека е направено. Реално сега мислам можеби да звучи ко лошо, но е направено од белец, но белец кој што има некакво почитување за културата и го прави на многу добар начин. Не е appropriation, сакам да кажам. И мене ова ми е гениално, затоа ми се свиѓа. Има уште овој проект е краток, се вика Come Quarantine With Me. Сите песни се онака од љубовен карактер и сите имаат некаков малце поразличен звук. И затоа мене ми фати уво, го преслушав и ова ми ептен легна со мојата во мојата плейлиста, така што доколку им се свиѓаше ова на луѓето, нека го истражат, нека го слушнат. За мене ова е онака една од подобрите афробит песни кои што ги имам слушнато, а не е креирана од нигерец. Многу добро кажано и ми со муабетов ми инспирираше и ми текна на песна која прв пат ја дознав преку алте плейлистата. Пак ми се сврдам неколку пати кога беше продолжен викенд, знам дека ја слушав таа плейлиста постојано. Една песна која се вика Sugar, направено од Зуби. Овој артист, не сум сигурен точно, нема многу информации на нетот. На Spotify има 6 милиони прегледи, на YouTube има над 20 милиони прегледи. Од тоа што можев да дознавам, оваа трака е направена во Романија. Не знам сега дали е овој Зуби е од Романија, дали е можеби од Африка, но живее во Романија, не сум сигурен. Но има таков момент на некоја виралност и на некој момент на онака на мега хит кој доаѓа од Романија и сакам да се надоврзам ти ја пушти оваа песна од Португалија. Ја мора да ја пуштам оваа песна, малце можеби ќе излеземе од темата, но пак нема да излеземе. Се надам дека можеби оваа песна ќе биде интродукција за некој рандом слушател на музика за афро музиката, дека сигурно ќе се почне да се пушта на македонски радија и ќе биде онака, траката е алте афро. Многу е добра. Ајде да слушнеме, па после ќе продолжиме, ќе слушнеме траката Dem од Омалей, односно ремиксот заедно со Black, Pandemonium Certified Banger. Дефинитивно топ 10. Ќе слушнеме овие две песни и полека ќе стигнеме до крајот на оваа интродукција на афромузиката. Ако сакате имате некој прашање или сакате нешто да начнеме некоја тема пред крајот, слободно пишете ни. Ова е Вовет, ги пуштаме само основните артисти, го немаме пуштено Давидо, но следува после Омалей, не се секирете. Омалей Black, ова е една од првите Pandemonium Radio Show Certified Bangeri. Уште таму првите емисија промовиравме, ставивме на топ листи и постојано беше во ротација. Big up до Курчо, big up до цела Mixalar екипа која со нас овој понеделник, иако може да е негде надвор, више нема полициски час, али ние сме тука уште неколку епизоди сигурно да завршиме првата сезона на Pandemonium Radio Show во вакво издание. Имаме Afrobeat Special, имаме интродукција на новата модерната афромузика, пред се Afrofusion, Afroswing и алте, како што можете да чуете, се ова термини кои се испреплетуваат и правци кои се испреплетуваат, но генерално се надам дека успеавме да ви ја доловиме сликата и звукот на афробитот во 2020 година, односно во периодот од 2017 до 2021.
и постојано сме тука да го апдейтираме. Се надам дека научивте нешто ново. Имам уште музика за слушање. Дали сакаш да влезем уште еднаш? Како се осеќаш ти, може ми кажеш последни некој онака, што мислиш за афромузиката, кај може да иде, како ќе се развива, кај ќе стигне за некое време? Вака како што има тргнато и својата траекторија која што си ја зема, мислам дека ќе стигне веќе е на глобално ниво каде што ја признаваат и Греми номинации, креираат посебни категории за истата, што исто така е многу битна работа за една ваква музика. И мислам дека се доколку артистите надворот од Нигерија и Африка конкретно почнат да ја користат и да се инспирираат и да соработуваат со такви артисти, мислам дека the world is your oyster, каде што нема да прекине да се развива оваа музика. И многу ми е мило дека е така, бидејќи реков, има еден многу интересен поп-ап апил каде што е стварно можеш било кој да ја слуша и може да стигне многу далеку се додека е вака опуштена, нема пречки, нема нешто што те влече назад за на неа слушнеш, така што ја не гледам нешто што би ја сопрело оваа музика од развивање и стигање до секојдневниот слушател, дали на радио, можеби не во целосно, сигурен сум дека ќе има песни, па дури од некои помали артисти кои што би стигнале на радио да се пуштат. Да, јас мислам дека да не се случеше пандемијата 2020 ќе беше година кај што ќе беше тоа правецот на светот. За жал се случи. Оваа музика тешко е да функционира вака во едно карантинско издание, бидејќи нема клубови, нема раздвиженост, нема фестивали, целата таа интеракција, сите тие играња, денсови, се е поврзано некако со живењето надвор и таква музиката е направена да се слуша надвор, да се слуша на плажа, да се слуша на патување, плюс многу е значаен туризмот, многу се значени, сите тие работи се поврзани и мислам дека за жал пропушти на шанса да експлодира и да го достигне врвот. Но како што гледам, артистите не прекинаа да работат, се прилагодија на тоа и најголемите артисти си продолжија со работа, а се појавија во 2020 и многу нови, или барем ја ги дознав, така да еден од нив е Омалеј, кој е иднината на афромузиката, ако не и сегашноста веќе, Адекунле Голд исто така во второто по-адванст издание на Afrobeat Special ќе влезе малце подлабоко во тие некои понови артисти. Така да јас ја слушам, ја сакам многу, едва чекам да почнам да ја пуштам искрено. Креатовите ми се до некаде средени, сакам да направам еден микс, конечно еден само таков микс ова лето, се надам дека ќе биде. Се осеќав неспремно на почетоците, после тоа не знев како да го сакав да го спојам со други правци, па сега откако многу го слушам, сакам да го направам да биде многу добар и да биде уникатен, али добро, ќе биде и тоа. Како и да е, плейлистите се тука, ги одржуваме цело време. На крајот на емисијата ќе ги шернеме и нашите, ќе шернеме и на Марина плейлистата и оние од кои се инспирираме ние, од кои пратиме музика. Не го спомнавме Давидо. Давидо го имаме претходно спомнато, е еден артист кој во Нигерија долго време беше поделбата или Стефан на Давидо или Стефан на Уискид, значи они беа број 1 и број 2 цело време, има некоја таква мини ривалство помеѓу нив. Тука после се убаци Burna Boy, така тоа некој свето тројство на нигериската сцена, а другиот левел се Омалеј, Адекунле Голд, Рантаун и многу други. Не го спомнавме Давидо, бидејќи Давидо некако мене ми е многу добар, но некако за мене е најслаб од сите тројца и од време на време ми е многу добар, од време на време не го слушам воопшто. Ја слушам една песна која ми е хит последниве неколку денови, недели, која се вика The Best од неговиот најнов албум. На мене ја гостува Мајор Кун, еден нов up and coming артист. И тој отвара песната. И потоа ќе слушнеме Long Time траката на Уискид со Скепта од албумот Made in Lagos, кој беше најдобро издание, најпопуларно за 2020 година, и ако мене најслушано ми беше микстейпот на NSG насловен Roots. Па да влезем уште еднаш ли да се одјавим? Сакам само да спомнам дека за Давидо исто така го имаше истиот момент, управо си, кој што кажа дека тие се двајцата великани на овој правец, и се сеќавам некаде 2015-2016 и беше интересно каде што Давидо имаше посебен камп со кој што соработуваше во Америка и Уискид имаше посебен, каде што Уискид соработуваше со Дрейк, Уискид соработуваше со Скепта, кој што веќе беше имаше беше познат веќе во Америка.
додека Давидо ги имаше MMG во својот корнер. Јас се сеќавам на песни со Мик Мил, се сеќавам на песни со Рик Рос, со Wale, така што мислам дека и уште од тоа време, баш со тоа си ги покажуваат своите сили, онака си флексаат со своите конекции, каде што стварно можат да се поврзат со такви артисти. Да не забораваме 2015-2016 година, MMG исто беа многу сериозен лейбл, каде што имаа сериозни бенгери. Тука воопшто не треба да ги изоставиме и Мик Мил, кој што имаше феноменален албум таа година, Wale, каде што знам дека Давидо има гостување. Така што тоа е многу битно онака да се види дека стварно Wizkid и Давидо доаѓаат онака како великани, но сега веќе на еден начин и доаѓа едно друго време каде што веќе го зазема тој трон Burna Boy, Давидо се повлекува и дава шараут и дава шанса на вакви помлади артисти за да настапат со него, да се доискажат и можеби тој да влезе и во позиција каде што тој ќе промовира нови млади артисти и да има истата позиција кој што J. Cole сака да ја има. Во моментот каде што ќе расте артисти и ќе ги става под своето закрило и ќе креира музика за нив. Тоа сигурно, плюс он и живее во Америка, живее паралелно Нигерија и Америка, така да таму му се отвараат сосема други врати и како што кажа да има длабоки силни конекции со великаните на американската сцена, така да тоа е само добро за целиот правец да се шири што повеќе. Добивме и афро музика и на заедничкиот проект на Крис Браун и на Young Thug, добиваме секаде по некој сингл, некоја соработка, Lil Baby беше гостин кај Давидо, така да на секаде се појавува некако и тоа многу ми се допаѓа искрено и едва чекам да видам што ќе донесе иднината и тука сум да ја слушам и да ја промовираме ние. Апсолутно, и кој што кажав, мислам дека се спремаат големи работи и секогаш ќе има некоја песна која што ќе се протне да стане во најслушаните песни, да стане некој мега хит. И ќе се најде некој артист од најголемите имиња да проба да го не да го искористи тоа, но да се инспирира од тој тим и само тоа да врти во еден тип на циклус каде што константно оваа музика ќе биде присутна низ мејнстрим сферата. Се надеваме. Ова беше Pandemonium Radio Show број 27, Introduction to Afrobeats, Afrobeats 101, Afrobeat Special. Се надам дека ви се допадна, се надам дека научивте нешто ново, се надам дека после ова ќе отидете да чуете некои од плейлистите кои ќе ги шернеме на стори и ќе истражите повеќе за овој правец. Ние сме тука да го промовираме и понатаму. Ова беше така едно издание посветено да го наговестиме почетокот на летото на некој начин. Веќе сме во пролет, веќе убаво времето, веќе намален полицискиот час, доаѓаат подобри времиња и се надеваме дека така ќе продолжи, дека ќе имаме убаво лето. Сите ќе слушаме добра музика. Јас сум Ари Скреч. До мене беше Activity. За крај ќе оставиме едно 5-6 песни да отсвират, што не стигнавме да ги прокоментираме, а за утре имаме топ 10 листа со Afrobeats Essentials од последната година, да речеме, од моментот некои хитчиња и некои малце постари кои вреди да се чујат, така да и оваа плейлиста и таа плейлиста ќе бидат достапни за слушање. Споделете ги со пријателите, слушајте ги и уживајте. Тоа е тоа од мене. Поздрав и од мене, ви благодарам што останавте со нас до крај. Ова беше Pandemonium Radio Show, број 27. Добра ноќ и се гледаме следен понеделник. Добра ноќ, уживајте до крај со музиката, до следен понеделник, каде што ќе имаме спремна емисија и многу добра содржина. Се надам дека J. Cole нема да не разочара и дека ќе го дропне албумот и ќе имаме што да слушаме и што да коментираме во понеделник. Апсолутно. Тоа е тоа. Идеме со Давидо, Major Kun, The Best. Имајте убава вечер и убава недела.